За денес решив да зборувам за една тема која што лично јас не сакам да зборувам на таа тема. Но морам, бидејќи забележав кај еден наш брат, минатата сабота забележав дилема, односно нејаснотија во врска со прашањата околу разводот на бракот и разводот воопшто. Но не е само заради него, а верувам дека тој ќе ја гледа оваа проповед на интернет, бидејќи денес не е присутен меѓу нас. Воопшто имам забележано во минативе години, дури со некои школски другари од Хартланд коледжот, кои што досега има време во изминативе 5-16 години, откако јас сум вратен од таму, и да се оженат и да се разведат до сега. Некои од нив. Некој од нив, еден од нив, и односно за двајца најмалку знам, и да се преженуваат. Имам забележено дека мнозина не внимаваат. Едноставно, денес сме дојдени на такво дередже да воопшто не внимаваме на господовите принципи по ова прашање. Едноставно се однесуваме како светот. Како што светот се жени, се мажи и се разведува. Може би не толку бргу како холивудските двојки. За нив своевремено поставував прашање зошто воопшто стапуваат во брак. Мајмуните стапуваат ли во брак? Животните стапуваат ли во брак? За да се парат животните им треба брак? Не. Па зошто стапуваат човеколикиве мајмуни? Зошто стапуваат во брак? Дали воопшто знаеме што е тоа брак? Денес не знаеме. Денес сме сведоци дека не знаеме. Прво да го прочитаме уште еднаш Христовите зборови. Ке отвориме најнапред во Евангелието по Марко, бидејќи заради тоа Евангелие, кое што го проучуваме ова тромесечие, прво таму ги прочитавме Христовите зборови, минатата сабота кога се проучуваше темата, меѓу другото и за разводот на бракот. Марко 10 глава, да отвориме уште еднаш. Ке прочитаме и нешто што, знаете, околу ова прашање денес постои премногу либерален пристап, денес и меѓу денешните адвентисти гледам, постои премногу либерален пристап, а, например, како што знаев своевремено, а веројатно се уште е така, и во така наречената мала заедница, реформното движење, таму па постои премногу строг пристап околу ова прашање. Но ќе видиме како е според духот на пророштвото. Значи, Марко 10 глава, да се подсетиме на случајот кога на Христа, почнуваме да читаме од 2 стих, му пристапуваат фарисеите, а овие беа смоквите под наводници. Брат Зоран постои прашање, што е тоа смоква со многу лисија? За мене, знаете ли што е смоква разграната, како што рече Борче, со многу лисија? За мене тоа денес е секој доктор теологија и филозофија, со кој што обилуваме денес, како со лопата. Еден куп теолози денес, еден куп доктори и магистри. Имаме еден куп болници.
со многу што се фалиме како црква, дека сме и дека имаме, и се тоа што? Смоквини лисија. Нема плод. Немаме резултати. Зошто? Затоа што ја немаме силата Божја, благодатта ја немаме. Апостолите нема дипломи по теологија, за разлика од фарисеите, кои што тоа беа. Книжниците и фарисеите тоа беа теолозите во тоа време. Учителите на законот, тоа беа стручњаците. Апостолите го немаа тоа, но го имаа што? Што му рече Петар, дела 3 глава, на сакатиот, крај красната врата во Ерусалимскиот храм? Тој просеше пари. Петар му вели, злато и сребро немам, но тоа што го имам нешто. Тоа ти го давам. Во името на Господа Исуса Христа, стани и оди. Која адвентистичка болница може да го постигне ова нешто денес? И кога велам адвентистичка, ја може да кажем било која болница во светот, но сакам да звучам само критично, затоа што многу се фалиме со разни институции, односно со смоквените лисија. Но какви ни се плодовите и резултатите, тоа е она што Господ ќе го бара. И тоа е она по што ќе бидеме судени, а тоа е сериозна тема. Значи, му постапија фарисеите, учените доктори на законот, и го праша, зашто го праша? За да научат нешто? Не. Ако нешто те прашува доктор по теологија, тоа не те прашува за да научи нешто од тебе. Туку те прашува за да те испровоцира за нешто. Поставува провокативно прашање. Затоа вели текстот, го праша искушувајки го. Искушувајки го. Затоа поставуваат прашање. Тоа се оние кои што сакаат да попуваат, оние што сакаат да делат памет, да држат предавања, не оние што сакаат да слушаат за да научат. Тие не сметаат дека треба да научат нешто, дека од некого ќе научат нешто, особено од некој што не е толку школуван како нив. Тие сакаат да поучуваат, а не самите да учат. Затоа кога тие поставуваа прашање, не го правеа тоа за да научат нешто, туку искушувајки го, вели евангелистот Марко. Допуштено ли е да ја остави човек својата жена? Значи, прво тоа го поставуваат. Сега ќе да видат што ќе каже тоа. Христос се разбира ги чита како буквар за прво оделение, нивните и 3 намери, и веднаш им поставува прашање, а како ви заповеда Мојсей? Значи, што прашуват? Нели сте вие доктори по законот? Зарем вас не ви е позната таа граѓа, таа материја за која што вие сте стручњаци? Што вели Мојсеевиот закон? Значи, зошто прашувате? Со тоа го открива нивното лицемерие, дека прашањето го поставуваат за да провоцираат, а не за да научат нешто. Демек, не знаеле. Тие рекоа, Мојсей дозволи да се напише разводно писмо и да се отпушти. Исус одговори им рече, поради вашето жестоко срце, вие напишал таа заповед, и сега вие тоа го споменавте минатата сабота, би сакал и јас да го цитирам. Тој случај се опишува во книгата Темели на срекниот дом, ево користам македонскиот превод, во 56-то поглавје под главата под наслов Развод, на 235-та страница од македонскиот превод пишува: Исус дошол во нашиот свет за да ги исправи грешките.
и да го обнови Божјото морално обличие во човекот. Погрешните мислења за бракот нашле место во умовите на израелскиот учител, односно учители. Тие ја укинале светата установа бракот. Така се изразува Елена Вајд. Човекот станал со толку тврдо срце, што за секоја ситница можел да се одвои од својата жена, или ако така одлучил, можел да ја одвои од децата и да ја избрка од домот. Значи, од така сакам, ако му се кефне така. Ова се сметало за голем срам, но не за него, а често било проследено со најголемите страдања на отфрлената жена. Не се срамел волот што вака постапил, туку сиот срам и на обесправената жена заради вакво нешто. Христос дошол да го отстрани ова зло и затоа своето прво чудо го направил на свадба. Колко интересно. Со тоа му објавил на светот дека чистиот и неизвалкан брак е света установа. Затоа Христос им одговара: поради вашето жестоко срце, Мојсей, јас заборев, јас секоја сабота сакам да те предупредам да го исклучиш телефонот пред да почнам да проповедам, но и јас заборавив. Добро, поука за друг пат. Потоа продолжува Христос и цитира: во почетокот на создавањето Бог ги создаде машко и женско. Затоа човек ќе го остави татка си и мајка си, ќе се прилепи до жената своја и обата ќе бидат едно тело и така веќе не се двајца, туку едно тело. Значи, тоа е цитатот од Битие на самиот почеток во 2 глава, а потоа Христос додава, коментира на тоа. Значи, тоа што Бог го сврзал, или тоа што Бог го соединил, човек да не го разделува. Сега, тоа го кажал пред фарисеите и пред присутниот народ. Но 10 стих вели: а во домот, значи приватно сега, подоцна, учениците негови пак го прашаа за тоа. Значи сега самите ученици побараа малку појаснување, бидејќи и за нив била нова работа. Тие го знаеле, значи, Мојсеевиот стандард и самата пракса во Израел, дури и во Израел. Значи, по ова прашање гледаме во Христово време. Израел не се разликувал од паганскиот свет по ова прашање. Дали се согласувате? Според ова што го прочитавме. Израел, значи, не се паднал на такво дередже да не се разликувал од паганскиот свет. Пример, не се разликувал од, може би само формално, од така нареченото римско право, според кое мажот бил собственик на жената и децата. Значи, можел да постапи со нив како со робовите или робинките. Можел да ги убие и да не одговара кривично. Ајде да речеме дека Израел бил поправеден од ова дередже. Меѓутоа, и ова што го прочитавме од Елена Вајд е доволно страшно. И сега кога учениците насамо го прашуваат Христа за ова, бидејќи ова е сега ново, сега Христос поставил нешто ново. Навистина Христос им дава нова заповед и тука им носи нова наука. За нив нова наука, иако тоа не е нова, бидејќи тоа е почетниот стандард што Господ го поставил во Битие при создавањето.
11 стих вели, и им рече, кој ќе ја напушти својата жена и се ожени со друга, тој прелюбодействува кон неа. И обратно, а и жена, ако го напушти својот маж и се омажи за друг, прелюбодействува. Сега забележете дека, мислам, веќе забележавме минатата сабота, слушнавме и во самата поука. Ова е верзијата на Христовите зборови која што ја наведува Марко. Дали Христос го кажал само ова? Само ова што го прочитавме во Марко? Или кажал повеќе зборови? Како гласи верзијата во Матеј? Истиот случај се споменува во Евангелието според Матеј, 19 глава. И да видиме како тука гласи, како тука гласат Христовите зборови. За да не читаме целиот текст од почеток, овде се вели кога Христос ги кажува во 6 стих, Матеј 19:6, кога Христос ги кажува зборовите, а Бог што соединил човек да не разделува, зборови кои што се читаат на многу денешни црковни венчавки, например. Потоа во 7 стих, а тие му рекоа, зошто тогаш Мојсей заповеда да и даде мажот разводно писмо и да ја напушти? Значи сега, забележувате, фарисеите, провоцирајќи го Христа, сакаат да покажат како тој одстапува од Мојсеевиот закон. Да покажат како не е во хармонија или согласност со законот. Тоа беше нивната цел. И сега го укоруваат Христа, зошто поставува повисок стандард од Мојсеевиот закон. Иако дел од Мојсеевиот закон е и првата книга Мојсеева, односно Битие. Според тоа и првобитниот Божи стандард поставен при создавањето. Значи, не е ништо ново тоа што Христос го кажува, тука е најстарото од почеток, кое што луѓето го напуштиле заради своите жестоки срца. И затоа им одговара, заради вашите жестоки срца Мојсей ви дозволи да ги оставате жените своји. Но во почетокот не беше така. А што све не беше исто како во почетокот? Пример, ако поставиме прашање, што јадеа луѓето во почетокот? Што пиеа луѓето во почетокот? Какви све други животни услови постоеле во почетокот? Страшно голема разлика, нели? Кога би се споредувале себе си со почетокот во Битие, ќе видиме колку човештвото деградирало. И физички, и духовно, и морално во секој поглед. Јас пак ви велам, 9 стих сега, од Матеј 19 глава, оној што ќе ја остави својата жена, освен заради прелюба. Оваа дигресија во Марко не е спомената. Значи, оној што ќе остави својата жена, освен заради прелюба и се ожени со друга, тој извршува прелюба. А видите и што друго кажува. И оној што ќе се ожени со така напуштената, и тој исто така прелюбодействува. Сега веднаш да прашам, дали се јасни, дали вам ви се јасни овие Христови зборови? Дали воопшто треба објаснување? Дали е доволно јасно ова што Христос го кажал? Еве, ако ја употреба Марковата верзија, без дигресијата, оној што ќе ја остави својата жена, значи така од кеф,
и се ожени со друга, тој прелюбодејствува. То јасно е ова. Христос го споменува и обратното, нели? Со жената, ако жената така постапи, меѓутоа да се задржиме сега од перспектива на мажот. Кој друг прелюбодејствува според Христовите зборови, вториот дел? Ако некој, дури некој што немал пред тоа жена, значи некој како јас, например, ако некој се ожени со така напуштена, и тој прелюбодејствува. Го разбирате ова? Јасно е ова? Само според Христовите зборови. Како што гледаме, како и за многу други теми, во Евангелијата забележуваме некои разлики, различни верзии, нешто што кажува Христос во едно Евангелие, забележуваме некои разлики во друго Евангелие, како што сега во овој случај, разлики помеѓу Матеј и Марко. Тука ќе искористам приликата да споменам една друга занимливост. Евангелието по Марко се смета за најрано напишаното од сите 4 Евангелија, некаде 60-та година од новата ера, кое што во главном самиот Марко, Јован Марко, бил сведок само на последните настани од Христовиот живот на земјата, а во главном ги одразува Петровите спомени, Петровата меморија и сеќавање за Христовата јавна служба на земјата. Бидејќи Марко го придружувал апостол Петар во поголемиот дел од неговата служба. Па и таму во Рим, каде што го пишува Евангелието при крајот на Петровиот живот. Но, кога се вели дека Марко е најраното Евангелие и представува самото тоа извор за другите Евангелија, не толку за Јован, и според мене не толку за Матеј, колку за Лука, бидејќи Лука е единствениот неевреин од евангелистите и Христовите ученици и единствениот неочевидец на Христовиот живот на земјата, користел извори, пишани и усмени извори, за да го состави своето Евангелие. Но Лука не го споменува овој случај, околу разводот на бракот. Од друга страна, сакав да објаснам, кога се вели дека Марко е најраното напишано Евангелие, тоа се мисли дека е најрано напишано на грчки јазик. Бидејќи изворното Евангелие според Матеј било напишано на арамејски јазик. Но тоа, арамејскиот Матеј, не се сочувал само неговиот грчки превод. Затоа, ова што го кажува Христос во Матеј, сега, во известен смисол може да се рече дека е оригиналната верзија на Христовите зборови, иако и Матеј, барем оно што го наоѓаме во грчкиот Матеј, преведено во сите други Библии, па и кај нас, и таа верзија е фалична. Например, во Матеј не се споменува обратното, ако и жената го остави својот маж, и тоа што Марко го споменува, во Матеј тоа не го читаме, иако Матеј пак споменува други битни детали, кои што не ги најдовме во Марко. Ако некој од вас се соблазнат случајно, се обраќаме и до нашите гледачи преку интернет,
за вакви или слични разлики помеѓу евангелијата, треба да разбереме дека тоа не се контрадикции. Христончи, Матеј не му противречи на Марко во случајот. Христовата, што точно Христос кажал, што мислите, што е точно? Што точно Христос кажал? Ова било само една единствена сцена, еден единствен настан, кој што евангелистите, во случајов две евангелие, го опишуваат од различна перспектива. Но тоа било еден те ист настан, само еднаш му пристапиле фарисеите на Христа со ова прашање и само еднаш Христос го дал својот одговор и за нив и подоцна приватно за своите ученици. Што е точно? Што точно Христос кажал? Ако ги споредиме двете евангелија. Тоа што Христос го кажал е комплетната верзија. Се Христос кажал. Ако сакаме да знаеме што кажал Христос во таа прилика, ќе треба да прочитаме се што кажал во Матеј и она што Матеј го испуштил, а што е кажано во Марко. Значи, ако сакаме да знаеме што Христос кажал точно, сите зборови во таа прилика, еве што кажал. Јас пак ви велам, оној што ќе ја остави својата жена, освен заради прелюба, и се ожени со друга, тој извршува прелюба. И оној што ќе се ожени со така напуштената, исто така и тој прелюбодејствува, а ако и жената го остави својот маж и се омажи за друг, и таа врши прелюба. Тоа е се што Христос кажал, тоа е комплетниот текст. Кога ги комбинираме двете евангелија, бидејќи само тие две го споменуваат овој случај, но некои Христови зборови се испуштени во едната верзија, а некои Христови зборови се испуштени во другата верзија и тоа не е проблем. Значи, на Марка му било битно да го нагласи главниот принцип. Не дозволува Господ развод од кеф. Значи, ми се сака, ја оставам својата жена и ќе си земам друга. Знаете што ми кажа еден американец 2006 година, така на пролет, април месец беше. Се возиме во неговиот автомобил, требаше да отидеме во еден друг град за да поработиме за еден романец, газда беше таму. На романецот се викаше Емил Кирвасуца. Тој уште во времето на Чаушеску преселен во Америка. И овој американецов ми кажува, знаеш ли кај нас во Америка што може да биде причина за брак? И тој ми го кажува за да се насмеам, за да се зачудам. Или се будат двајца американци еден ден во постела и за развод и се будат еден ден двајца брачен пар, се будат во постела и си велат меѓу себе, па ние више не се допаѓаме еден на друг како порано или како на почетокот и тоа може да биде причина за развод во денешна Америка. Одnosno пред 18 години, а сега како е, не знам. На кое дередже е паднато човештвото денес? Јас кажав на почеток, јас себе си не се сметам за никаков авторитет по оваа тема и по ова прашање. Но само сакав да го прочитам она што Господ го рекол, а сега сакам да завршам со советите од Елена Вајт во оваа книга Темели на среќниот дом, па ја препорачувам на сите, не само на брачни двојки, не само на мажени и женети лица, ја препорачувам на сите. Има тука многу интересни совети. Ево да прочитам една реченица од 236-та страница, се обраќа до некоја личност.
твоето сваќање за брачниот однос не е правилно. Брачниот завет не може да го раскине ништо, ниту да го поништи, освен една работа. Која? Она дигресија што ја спомена Исус. Освен заради прелюба. Така. Што Марко не ја спомена. И не е проблем што Марко не ја спомена. Значи, Марко се сосредоточува на главниот принцип. Значи, нема разведување од кеф, од што мене ми се сака. Но Христос ја споменува дигресијата, и Елена Вајд тука исто така ја споменува. Брачниот завет не може да го раскине ништо, ниту да го поништи, освен обесчестување на брачната постела. Живееме во опасно време, кога не можеме да бидеме сигурни во ништо, освен во цврстата непоколеблива вера во Исуса Христа. Нема такво срце кое сатаната со своите измами не може да го оддалечи од Бога, освен ако тоа не стражари во молитва. Немам време да читам многу други совети, што таа ги напишала, и би сакал уште само еден цитат. Видите што друго кажува Елена Вајд сега во 237-та страница. Според земните закони, жената правно може да биде разведена од својот маж. Значи, според граѓанските закони, ако решат да се разведат, ќе отидат и ќе ги разведат. Жената може да биде разведена од својот маж според земските закони. Да, така напише Елена Вајд. Правно, значи може да биде разведена. А сепак да не биде разведена во Божји очи. Значи пред Бога не е разведена. Во согласност со возвишениот закон. Само еден греф, и тоа прелюбата, може мажот или жената да ги ослободи пред Бога од брачниот завет. Иако земните закони можат да го одобрат разводот, тие во светлина на Библијата, во согласност со Божите закони и понатаму се сопружници. И уште еден пасус. Видов дека сестрата, таа и таа, се уште нема право да се омажи за друг човек. Меѓутоа, ако таа или која и да е друга жена добие законско право на развод затоа што незиниот маж е виновен за прелюба, тогаш таа е слободна да се омажи за оној кој ќе го избере. Се разбере, истото се однесува и за мажите. Толку за денес, толку за оваа тема. Само сакав да споделам што кажува Христос и што кажува Елена Вајд, а на сите ви посакувам Господ да ве води и да ве благослови, било да сте во брак или не, било да сте разведени или не. И низ било какви кризи низ кои што поминуваме во нашиот денешен живот. Амин.